Одбележувањето на денот без автомобили општина Штип го поддржа со возење велосипеди долж патеката покрај Брегалница од Ново село кон камениот мост во населбата 8 ноември. Учесници и учениците од основните училишта. Штип има таа среќа да направивме одличен објект за релаксација и за рекреација. Направивме едно шеталище покрај Брегалница, една одлична патека каде може да ја користат и нашите велосипедисти и нашите пешаци. Таа е долга некаде околу 6 км, во двата правца 12 км, со тенденција да ја продолжиме од населбата Балканска до Долни Балван и да го поврзаме селото Таринци. Тоа значи дека ние во круг ќе добиеме некаде околу 20 км велосипедски патеки низ Чеполието и во нашиот град. Денеска е ден без автомобили и мислам дека Европа праќа силна порака и овие деца со велосипеди покажуваат дека автомобилот не треба секој пат да ни значи основно превозно средство. Целта на Европската недела на мобилност е да се развие диалог помеѓу сите засегнати страни од различни аспекти на движење, да се предлагаат нови иновативни сообраќајни решенија, нови технологии или мерки за планирање на урбаниот транспорт, со што ќе се намали употребата на автомобили и ќе се редуцираат емисиите на штетните гасови во воздухот. Денес, значи на 22 септември, со соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, го организиравме овој ден без возила. На овој ден секаде во светот традиционално, па и кај нас би требало да се затворат дел од фреквентните улици во градот, меѓутоа, од оправдани причини не затворивме дел од улиците во централното градско подрачје, па затоа ја одбравме патеката за да го одбележиме овој ден. Учениците кои возеа велосипеди упатија силна порака дека со мудро одбирање на начинот на секојдневен транспорт го заштитуваме домашниот буџет, го подобруваме нашето здравје, а воедно и ја заштитуваме животната средина и го намалуваме загадувањето од транспортот. Патеката е убаво направена, посебно новата, старата и таа е добра, возим ја секој ден. Па не возам многу често, но убаво е кога се прави тоа. Добро е на патеката, бидејќи нема многу височини удолничи и добро е. Во рамки на Европската недела на мобилност, сите градови од 16 до 22 септември ги промовираат своите дотогаш реализирани проекти кои се однесуваат на одржливата мобилност и подобрувањата направени во патната и урбаната општинска инфраструктура, како новоизградени велосипедски и пешачки патеки, подобрување на јавниот превоз, новоизградени пешачки зони, организирање на јавни расправи, кампањи и работилници за подигнување на свеста кај младите за алтернативните и поеколошки начини на секојдневен превоз.